Делегацијата на ВМРО ДПМН, предводена од председателот Христијан Мицкоски, имаше добра, конструктивна, плодотворна средба со генералниот секретар на НАТО Алијансата, господинот Јенс Столтенберг. На оваа средба се дискутираа повеќе нешта, вклучувајќи и стратешката определба на Република Македонија за членство во НАТО, која што е и програмска определба на ВМРО ДПМН. Се работи за стратешка ориентација на Република Македонија. ВМРО ДПМН беше првата политичка партија во Република Македонија, која што јасно и отворено кажа дека Македонија треба да биде членка на НАТО и на Европската Унија во 1990, 91, 92 година. Тоа станува определба на ВМРО ДПМН и понатаму. Владата на ВМРО ДПМН и мнозинството на ВМРО ДПМН заеднички ги гласаше сите НАТО мисии на армијата на Република Македонија и во тој дел ние ќе ги поддржиме сите чекори на Република Македонија кои што ја приближуваат Македонија поблиску до НАТО Алијансата. Исто така го информиравме генералниот секретар Столтенберг и неговите придружници, неговите асистенти за актуелниот политички прогон во Република Македонија, каде што Македонија во моментов е единствената земја во Европа во која што имаме затворени уметници, затворени пратеници, затворени полициски службеници, затворени собраниски службеници. Македонија е единствената земја во Европа во која што имаме жесток и секојдневен прогон на опозицијата. Македонија е единствената земја во Европа во моментов која што има рецесија. Нема економски индикатор во Република Македонија кој што рапидно не се влошува. Така што истовремено го информиравме и генералниот секретар на НАТО за овие собитија, за овие констелации, за овие факти кои што се случуваат во Република Македонија. Ете, тоа е тоа кое што би сакал да ви го соопштам, значи уште еднаш конструктивна средба, коректна средба, каде што ги разменивме информациите, каде што го брифиравме генералниот секретар Столтенберг за сите овие работи и истовремено ги нагласивме сите оние работи кои што ВМРО ДПМН како политичка партија, како гарнитура, како структура ги има направено во насока и во функција на НАТО интеграцијата на Република Македонија. Генералниот секретар Столтенберг се заблагодари за долгогодишната поддршка на ВМРО ДПМН во делот на НАТО интеграциите и исто така нагласи дека очекува тоа да продолжи во иднина. Ете, тоа би било отприлика она кое што би сакал да ви го соопштам. Ве молам, значи, ако може име и презиме, медиум и да почнеме со она што вие сега го чекате, тоа се прашањата. Повелете. Молам? Аха. Значи, ставот на ВМРО ДПМН во врска со учеството во пленарните седници и комисиите на Собранието на Република Македонија е познат. А тоа е дека ние имаме ситуација во која што нема слобода во Македонија. Во која што имаме режим во Македонија кој што ја прогонува опозицијата, во која што имаме десетици и десетици луѓе кои што невини лежат по затвори. Така што во тој дел ние апелираме, повикуваме тој политички прогон да заврши, да прекине и да имаме нормализација на политичкиот диалог во Република Македонија. Значи, апсолутно и генералниот секретар Столтенберг и ние како ВМРО ДПМН сметаме дека треба да има нормализација на политичките состојби во Република Македонија, но владата и парламентарното мнозинство на СДСМ се тие кои што имаат одговорноста. Во тој дел тоа не беше дел од дискусијата која што ја имавме со генералниот секретар Столтенберг, но во секој случај во врска со таа тема би можел да го скажам следново, тоа е дека председателот Иванов вчера донесе основана одлука, донесе одлука која што има поддршка од големото мнозинство на граѓани на Република Македонија и едноставно таа негова одлука треба да биде причина и повод да се разгледаат решенијата кои што се донесени, да се видат повторно, да се чуе експертската јавност и да се отвори поширока дебата, затоа што таквата дебата апсолутно во изминатиот период изостана.
Значи, во моментов ги разгледуваме сите опции, исто така внимателно ги разгледуваме и сите оние констатации кои што ги имаше председателот Иванов, затоа што се работи навистина за детален материјал и наредниве денови ќе ве запознаеме во врска со нашите чекори. Кој е ставот на вашата партија во врска со законот за ОК кој е сега на седница? Да. Значи, овој корпус на закони кои што во моментов ова мнозинство ги поминува, апсолутно не се поминати во делот на работни групи и соработка помеѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ. Значи, тука апсолутно отсуствува комуникацијата на СДСМ, очекуваме комуникација со нив и навистина непримерено е, не е упатно и не е добро за државата ваквите закони да се дискутираат и носат без опозицијата. Вие ги чувте и забелешките на експертската јавност, луѓе кои што порано или сега и тоа како биле блиски до опозицијата тогаш на СДСМ, кои што и тоа како биле блиски до ставовите на луѓето кои што ги имале од СДСМ и кои што имаат жестоки критики за ова што сега се предлага. Така што ова што сега се го предлага мнозинството на СДСМ, доколку беа во обратна ситуација, доколку беа во опозиција и тоа како ќе го нападнеа. Значи во тој дел диалогот и комуникацијата треба да биде двонасочна. Ние сме подготвени да седнеме на заедничка маса, но не може да имаме и не е добро да имаме ситуација во овој законодавен дом и во овој парламент, почитувани новинари, каде што во еден ден ќе поминуваат 30 точки на дневен ред. Вие гледате дека секој неколку дена имаме по 30 на точки на дневен ред кои што поминуваат, собранието е претворено во гласачка машинерија, во еден ден се држат 10 комисии во овој законодавен дом, така што апсолутно тоа не е атмосфера и амбиент во кој што ние ќе имаме дебата, изјаснување и кажување. Извинете, ве молам медиумот и имате ние како ВМРО ДПМН, како најголема политичка партија во Македонија, како победничка партија од последните парламентарни избори, како најголема парламентарна партија, затоа што да ве потсетам, СДС има само 33 пратеници во овој законодавен дом, апсолутно не сме вклучени. Истовремено, она што вчера го изјави преговарачот Васко Наумовски е загрижувачки. Дали имате некои други прашања, полека да привршуваме? Да. Да. Значи, апсолутно, генералниот секретар Столтенберг беше заинтересиран за ова прашање, затоа што тоа е всушност и доминантното политичко прашање во Македонија последниве години и децении и го соопшти она што и го кажа во неговата изјава, тоа е дека се надева на решение, дека отворена е вратата за членство на Република Македонија во НАТО. Нашиот одговор беше апсолутно дека Република Македонија треба да биде членка на НАТО, дека ние поддржуваме компромисно и современо ги имаме оние црвени линии кои што се содржани во нашата програма и кои што се верификувани од мнозинството граѓани на Република Македонија на избори кога граѓаните имале можност да се изјаснат. Зошто рековте дека ве загрижил ставот на нашиот преговарач Наумовски? Може ли конкретно зошто го загрижил? Затоа што е загрижувачки, затоа што вели дека она што вчера било соопштено и кажано е едноставно не е достоинствен предлог, или не сеќавам точно која беше формулацијата, но она што го кажа Наумовски, навистина како порака е загрижувачки. Станува збор за компетентен преговарач, за преговарач кој што директно е вклучен со години и години наназад во овој процес и мислам дека оваа негова изјава не е случајна. Столтенберг порача дека опозицијата треба да е конструктивна и инклузивна во реформите во сите процеси. Да. Како ќе биде опозицијата вклучена во сите овие процеси ако не учествува во работата? Нема демократија без опозиција. А ние во моментов ја немаме опозицијата во овој законодавен дом и во оваа пленарна сала, затоа што луѓето се по затвори, прогонети, затоа што имаме ситуација каде што во 5 наутро, без симнат имунитет, се влегува во домови на пратеници.
со автоматски пушки, со панцири, со шлемови, по 20 луѓе во куќа, 20 луѓе во стан, од предната врата и од задната врата. Нивните деца од 10 години, 6 години и 3 години плачат и вриштат. Плачат нивните родители кои што имаат 70 години, а после тоа и истиот ден и идната вечер одат на кардиологија затоа што се во прединфарктна состојба. Ние имаме ситуација каде што во Македонија се врши невршен, невиден политички прогон изминативе 70 години. Ваква работа во Македонија немало од 1948-49 година наам. И затоа ние не можеме да зборуваме за нормална политичка состојба, затоа што ова што власта го прави е надвор од сите демократски норми. На сите ви благодарам за бројните прашања кои што ги имавте, ви благодарам за за интересот кој што ги имате и ние продолжуваме со отворениот однос кој што ги имаме кон медиумите. На сите ви благодарам. Повелете. Да. Да. Ме интересира дали генералниот секретар на НАТО вршеше притисок, да потенцирам да вршеше притисок за било какво резервирање и промена на името. Значи, генералниот секретар на НАТО Столтенберг упати јасна порака, тоа е дека Република Македонија е таа која што треба да се носи со тоа прашање. Дека вратата на НАТО е отворена, дека посакуваат да има решение, но сепак Македонија е таа која што ги носи одлуките. Значи, во тој дел, апсолутно тоа е еден пристап на добра волја, тоа е еден конструктивен пристап, тоа е еден пристап во кој што Македонија е таа која што ги носи одлуките и Македонија е земјата која што треба да каже што е прифатливо, што не е прифатливо, затоа што се работи за нашето име и за нашиот идентитет.